Здравко Иванов од каменичкото село Дулица е млад сточар кој екзистенцијата ја обезбедува преку одгледување на овци, но за да го одржи стадото од околу 200 грла добиток, тој и неговото семејство вода секојдневно носат на раце. Јас сум млад земјоделец, имам овци, значи на овците треба да докараш со цистерна вода да докараш, значи на овци да докараш вода и за прање и за миење се со трактора и со магареца за пиење. Значи како мога ја да остана со овие овци? Со овие овци како мога да остана, како мога да ги поја, како мога да ги храна? Освен за добитокот, Иванови се принудени вода на раце да носат и за себе, зашто освен поилата, суви им се и чешмите во куќата. Вода нема, туа ништо. Се носиме нарамо да измиеме, да донесеме стока, се нарамо износиме, перем, а нема вода, нема. Семејството Иванови живеат на највисоката точка на Дулица и тие се единственото семејство во селото кое нема вода. Пред околу 6 години Дулица е приклучена на градскиот водовод на Македонска Каменица со донација на општината и самите жители, но семејството Иванови тогаш останале надвор од системот. Сега за да се приклучат треба да се инвестира во изградба на 5 километарски цевковод. Поради ова, од општината на Иванови им нудат друга опција. Доколку е заинтересиран тој индивидуално да го реши, ќе поднесе барање кај нас во општината, до 30% од скупната инвестиција, односно од црева и цевки ги покрива општината, а за водопој конкретно, на неколку наврати веќе му е советувано, бидејќи ние имаме тука представник во канцеларијата за Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделие и рурален развој, може да поднесе барање и да се информира, а сега наскоро ќе стане активна и мерката 124, каде што се одобруваат средства за водопој и црева, со што трајно би го решил проблемот. Инаку, за копање на сопствени бунари во недостапни рурални подрачја, како што е случајот со локацијата на Иванови во Дулица, преку ИПАРД програмата државата покрива 75% од вкупната инвестиција.